Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Пред неколку месеци ја тестиравме новата 8 генерација на BMW серија 5. Тогаш на тест ни беше електричната изведба и 540. Сега серија 5 е присутна во Македонија и имаме шанси да ја возиме незината изведба со мотор со внатрешно согорување, поточно со 2-литрен турбодизел од 193 конски сили. Затоа потоа, сега видете ги оние новости што ги подготвивме за почетокот на емисијата. За кинеските автомобилски марки подобро да го освојуваат светот, помош ке имаат од Вселената. Затоа холдингот Гили во ниската орбита веќе лансираше 11 собствени сателити кои ќе имаат задача да обезбедат прецизни податоци за навигацијата на автономните системи на возила. Според плановите, компанијата од 2025 година ќе има воспоставено мрежа од 72 сателити, а долгорочна цел е нивниот број да се зголеми на 240. Во официјалното соопштение се вели дека сателитите со собствено производство ќе имаат функции поддржани со вештачка интелигенција и способност да испраќаат слики со висока резолуција. Според некои податоци, Кина во Вселената има повеќе од 400 сателити, од кои поголемиот дел се под воена контрола. Но земјата уште во 2014 година има дозволено вклучување на приватниот сектор во изградбата и лансирањето на сателити за комерцијални цели. Европските ревизорски тела ја шокираа јавноста и покрај сите заложби новите автомобили не загадуваат помалку. Според нивните истражувања, емисиите на штетни гасови од возилата се на исто ниво како и пред 12 години. Причините за изненадувачките информации и покрај очигледниот напредок на технологиите главно се гледа во зголемувањето на тежината на возилата и нивните помоќни мотори. Се очекуваше електрификацијата да придонесе за намалување на емисиите, но од друга страна, исфрлувањето на дизелите ги влоши работите, оти тие произведуваат помали количини јаглеродиоксид од бензинците. За лошата слика влијание имаат и хибридите, посебно оние со плагин технологии, чии емисии во стварност се полоши од лабораториски измерените. Како единствено исправно решение за ублажување на проблемот се гледа само експанзијата на електричните возила, посебно поевтините. Слабо познатиот шпански производител на автобуси Унви започна со финалните тестирања на иновативниот електричен мидибус со капацитет за 40 патници. Должината од 7, широчината од само 2,35 метри и доста краткото меѓуоскино растојание му овозможуваат подобри маневарски својства што особено ќе дојдат до израз во европските урбани јадра во кои доминираат тесни улици. Се испитуваат два пакета батерии кои ќе му овозможат автономија од 150 или 300 километри, колку што вообичаено поминуваат градските автобуси во текот на целодневно користење. Во зависност од потребите, овој мидибус ќе биде достапен во неколку изведби со различни конфигурации.
Развиен е како дел од проектот за интелигентна мобилност финансиран од Европската Унија, што му дава сериозни шанси да се појави на улиците и надвор од Шпанија. Сериското производство треба да започне за некој месец. Три години му требаа на Lotus да ги комплетира тестирањата на EMEA, чиј развој е во завршна фаза. Затоа прототипите на електричната лимузина, која ќе биде конкурент на Porsche Taycan, посетија 15 земји на 2 континента, од живописните локални патчиња низ Англија преку германските автопатишта до зафрлените места низ Монголија. Значајно е и што проведеното време на Арктичкиот круг докажа дека EMEA, која ќе се произведува во Кина, може без проблеми да работи во најтешки услови, вклучително и на температури до минус 40 степени Целзиусови. Ригорозниот процес што го спроведо инженерите на тркачките патеки обезбеди EMEA да се чувствува и вози како вистински Lotus, со максимално динамични перформанси. Дополнителни тестирања ќе се спроведат на Блискиот Исток, во Америка и Австралија пред лансирањето на моделот на овие пазари. Британската компанија засега се воздржува од објавување на финалните бројки. Со прелиминарните податоци беше најавено дека ќе има две верзии со 600 и 900 конски сили и погон на сите 4 тркала. Се очекува цената да стартува од околу 100.000 евра, а првите испораки се предвидени за годинава. Тимот на Бугати работи на прилично тежок проект, бидејќи ќе треба да го замени едно од најимпресивните возила конструирани досега. Од 2005 година, кога беше представен Veyron, секое ново возило што го напушташе Мулуз беше задвижувано со W16 мотор со 4 турбополначи. Со завршувањето на производството на Chiron, завршува и кариерата на Вулканот со 16 цилиндри, а следното возило на Бугати ќе биде сосема ново и ќе има поинаков двигател. Политичкиот притисок што се прави врз сите што користат мотори на согорување е огромен. Новиот извршен директор на Бугати, Мате Римац, откри дека моделот ќе има силно електрифициран погонски систем кој се базира на многу атрактивен мотор со согорување. Тој додаде дека луѓето ќе бидат зачудени од моделот кога ќе видат што се крие испод капакот. За среќа, месеците до премиерата на прсти се бројат. По речиси 6 години на пазарот, Вентидж темелно е обновен. Промените се вртат околу сите главни аспекти, вклучувајќи го надворешниот дизајн, внатрешната технологија, подвозието и моторот. Моќта доаѓа од преработениот 4-литарски V8 Twin Turbo, кој доби модифицирани профили на комори, зголемено ладење, оптимизирани коефициенти на компресија и поголеми турбополначи. Резултатот се дополнителни 155 конски сили и 115 Нм вртежен момент, кои сега силата ја кренаа на 655 коњи со мамутски 800 Нм. Моторот е поврзан со автоматски менувач со 8 степени на пренос од ZF, со што Вентидж сега достигнува стотка за 3,7 секунди и бележи максимални 325 км на час. Згора на тоа, моделот може да се пофали со зголемена торзиона ригидност благодарение на реконструираното подвозје опремено со нови интелигентни адаптивни амортизери. Поради тоа, автомобилот е поагилен во свиоците и попрефинет во споредба со неговиот предходник. Цената се уште не е објавена, но се очекува да биде под 200.000 евра. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто.
во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Со воведувањето на електричните возила во својата редовна понуда, Мерцедес се оддалечи од својот традиционалистички пристап. Неконвенционалните форми на каросеријата беа проследени со посебно означување, па неретко сето ова предизвикуваше забуна во јавноста. Сега од Штутгарт најавуваат работите дека ќе се вратат во нормала и во дизајнот и во именувањето на моделите. Со смирувањето на страстите околу електричните возила и нивното враќање во нормален колосек се намалува и значењето на причините тие да бидат посебно означени и да имаат футуристички, дури и екстравагантен изглед. Тоа посебно важи за марки како што се Мерцедес, кои силно почиваат на традиционализмот во настапот. Затоа, и иако се уште е многу рано да ги отпишат бензинските и дизел модели, во Штутгарт веќе размислуваат да ја укинат EQ ознаката на електричните возила и да се откажат од користење премногу аеродинамичен дизајн. Со право, зашто нивната сегашна електрична серија не најде на целосно одобрување на купувачите верни на марката. Поларизирачкиот изглед, посебно на лимузините, не е во согласно со мотниот карактер што го има трикраката ѕвезда. Најмногу пречи генерализацијата што не ги издвојува многу од останатите автомобили на улиците, што беше неопходна жртва при нивното планирање и лансирање. Сега приликите се сменија, а со тоа и размислувањата на одговорните кои јасно укажа на тоа со концептот CLA виден на салонот во Минхен минатата есен. Кај него е изразено приближувањето на дизајнот до естетски препознатливото ниво што го очекуваат купувачите на возилата на марката, а ќе биде инспирација и за другите идни модели. Сепак, на целосно враќање во помирни води ќе треба да се причека до крајот на деценијата. Колку ќе биде тоа интензивно, ќе дознаеме веќе годинава кога ќе се појави сериската верзија на атрактивниот CLA. Пред неколку години Ауди го представи концептот RS6 GTO, создаден од 12 чираци, кои инспирацијата ја добија од тркачкиот автомобил Audi 90 Quattro од 1998 година. Сега, нивната храброст е материализирана со ограничена серија од 660 примероци, која не само што делува застрашувачки моќно, го има и најсилниот мотор што е вграден во RS6.
Како што доликува на ограничено издание, каросеријата содржи многу елементи од јаглеродни влакна. На тој список, осем ретровизорите и дизајнерските акценти, ставени се перфорираната хауба и предниот браник. Караванот има масивен спойлер, а шините на покривот се отстранети за поспортска силуета. Во внатрешноста доминира црната кожа, алкантара и црвениот тапацир. Вградени се нови спортски седишта со подпирачи за грб од карбонски влакна, а на централната конзола има сериска табличка. И токму оваа плоча ќе ја дефинира вредноста на овој модел за колекционерите. Audi RS6 Avant GT ќе се произведе само во 660 примероци. Audi RS6 Avant GT го има добро познатиот V8 TSI со 4-литарска работна зафатнина, кој дише со помош на 2 турбополначи. Неговата максимална моќност е заокружена на 630 конски сили и максимален вртежен момент од 850 Нм, кој се испорачува помеѓу 2300 и 4500 вртежи во минута. Каросеријата е олеснета со употреба на карбонски композити, суспензијата е спуштена за 10 мм, а сето тоа вклучува можност за рачно прилагодување на цврстината на спиралните пружини. Вградени се и подцврсти попречни стабилизатори, подцврсти електронски контролирани амортизери, а адаптации претрпе и централниот диференцијал, за да има поголема испорака на моќност до задната оска. Секако, перформансите се очекувани. Audi RS6 Avant GT до 100 забрзува за 3,3 секунди, од место сказалката се искачува до 200 за 11,5 секунди, а максималната брзина е 303 км на час. Семејниот болид ќе се понуди во вториот квартал на годинава, најверојатно со почетна цена од 220.000 евра. Chrysler најавува дека во 2025 година ќе се врати на глобалната автомобилска сцена. Компанијата, која е дел од групацијата Stellantis, неколку години се сведе само на еден модел – моноволуменецот Pacifica, кој се продава само во Америка. Концептот за компактен електричен седан го прикажува дизајнерскиот јазик на првото електрично возило на компанијата и доколку изгледа половина возбудливо како што изгледа Halcyon, тогаш Chrysler нема да има проблем да се врати на старите патеки. Новиот концепт Halcyon ќе остане само концепт, а се уште е неизвестно колку сериското електрично возило планирано за 2025 година ќе наликува на прикажаното. Тој делува извонредно примамливо и само 10 см е издигнат од тлото. Но колку што може да се види, пеперут ка вратите во комбинација со остри рабови и флуидни линии ќе се погрижат да го привлечат вниманието. Во внатрешноста има ефектни седишта, правоаголен волан, додека погледот кон централната конзола открива голем вертикален екран на допир. Chrysler вели дека 95% од внатрешноста е составена од одржливи материјали, а задните седишта може да се преклопат. Halcyon делува импресивно, но дали ќе стигне до сериско производство? Планот на Chrysler предвидува целото портфолио на модели да биде електрично до 2028 година, 3 години по лансирањето на првото електрично возило на компанијата. Затоа е разбирлива предпазливоста околу техничките детали, но се знае дека Halcyon е поставен на ларч платформата на Stellantis. Таа е дизајнирана за автомобили кои ќе бидат долги помеѓу 4,7 и 5,2 метри, кои ќе имаат меѓуоскено растојание помеѓу 2,8 и 3,1 метар. Исто така, познато е дека платформата STLA Large поддржува технологија за полнење од 400 и 800 волти, може да понуди батерии помеѓу 85 и 118 киловат-часови, ветува автономија до 800 километри и може да се прилагоди на конфигурациите со погон на предните, задните и сите тркала. Направеното освежување на Taycan доаѓа во вистинскиот момент. Неговите 3 изведби добија поостар дизајн, што и не е толку многу важно, бидејќи вистинските подобрувања се однесуваат на возните својства.
Ажурираниот Тајкан сега е побрз, има за 35% поголема автономија и најсилната изведба има 925 коњи. На прв поглед не е направено многу во ревидираниот Тајкан, но вистинските подобрувања се однесуваат на автономијата и зголемувањето на перформансите. Вреди да се спомене дека моделите Турбо благо се разликуваат во поглед на дизајнот од претходно. Таблата со инструменти, централниот дисплеј и опционалниот патнички екран имаат оптимизиран кориснички интерфејс со дополнителни функции. Новата функција видео во автомобил овозможува видеостриминг на централниот и на патничкиот екран. Најважно за корисниците на електричните возила е податокот за зголемувањето на автономијата за 175 км или за цели 35%. Во зависност од варијантата на каросеријата и моторот, опсегот според WLTP се зголемува до 678 км. Performance Battery Plus сега има бруто енергетски капацитет од 105 наместо 93 kWh. Воедно, зголемувањето на батеријата овозможува полнење со моќност од 320 kW, што е за 50 kW повеќе од претходната генерација, а времето на полнење од 10 до 80% се намалува на само 18 минути. Со новата функција Push to Pass на пакетот Sport Chrono во зависност од моделот се добива дополнителна моќност до 70 kW во траење од 10 секунди. Поспортските вредности за забрзување се резултат на генерално повисоките перформанси на системот. Основниот Тајкан испорачува 60 kW повеќе од претходно. Кај Тајкан Turbo S големувањето е дури 140 kW кога се користи контролата за лансирање. Ова ги зголемува системските перформанси на врвната изведба на 700 kW или 952 коњски сили. Тајкан Turbo S достигнува стотка од место за фантастични 2,4 секунди. Трите изведби, Тајкан, Тајкан Крос Туризмо и Тајкан Спорт Туризмо се стандардно опремени со адаптивна воздушна суспензија. Новата шасија Active Ride може да се нарача како опција за верзиите со погон на сите тркала. Иако стандардната опрема е се уште пообемна од претходно, моделите тежат и до 15 кг помалку. Обновената гама Тајкан ќе пристигне во Porsche Центар Скопје пролетва. Во својата 5-децениска кариера BMW серија 5 донесе 8 генерации и многу профит за баварците. А како што гледате, пара на пара оди. Белиот пајак ја лази оваа лимузина, а според верувањата на нашиот народ, белиот пајак носи пари. Но да се вратиме на BMW серија 5. Испод хаубата имаме 2-литрен турбодизел мотор од 193 коњски сили и благ хибриден систем кој дава дополнително малку сила, но повеќе економичност. Што се однесува до изгледот на предницата, сега таа не е веќе толку претенциозна. Овие бубрези кои се потпис на дизајнот на BMW не се огромни и не се веќе претенциозни. За разлика од електричниот модел, изведбите со мотор на внатрешно согорување се разликуваат по маската на ладилникот. Што се однесува до формата на каросеријата, таа остана иста, а самиот дизајн остана еволутивен, а не револуционерен. Светлосните групи на задниот дел се сменети, како и
просторот за патниците. А кога зборуваме за патниците, важно е да се спомене и капацитетот на багажниот простор, кој сега е доста поголем во однос на претходната генерација и има 540 литри капацитет. Реков дека е доста направено со зголемувањето на димензиите за патниците на задната клупа. Сега, влегувањето е многу полесно и што се однесува до просторот, тој нарасна во сите смерови. Седењето на задната клупа е извонредно удобно, не само поради конструкцијата на седалката и подпирачот за грбот, туку и чувството на просторност кое е насекаде околу патниците. Скроената внатрешност е исполнета со квалитетни материјали, но новата филозофија на BMW е веганска. Веганска, велам, бидејќи само со дебела доплата можете да изберете тапацири од природна кожа. Инаку, сите материјали во внатрешноста се од висок квалитет, но тие не се од природна кожа. Работното место на возачот доликува на имиджот и ориентацијата на BMW. Не е само што е луксузно, туку има и извонредна удобност. Што се однесува до централниот гребен, тој има украси како и BMW серија 7. Со кристали е обложен овој кружен селектор на програмите. Инаку, со BMW серија 5 никогаш не може да ви биде досадно. Го реков тоа бидејќи е исполнета со многу конективни технологии, но и многу работи кои може да ви помогнат не само во возењето, туку и кога не го возите автомобилот. Тука имаме еден куп апликации кои се наменети за информирање на возачот, но и за активирање на активните асистенти на возачот кои ги има сериски на претек. Она по што се разликува BMW серија 5 од останатите лимузини е тоа што е возачки ориентирана. BMW во својата стратегија за развој и посветува големо внимание на електричните возила, но никако не ги заборава и оние со класични мотори. Таков е примерот со дволитарскиот турбодизел кој развива одлични 193 конски сили. За разлика од електричната верзија која е извонредно тивка, BMW серија 5 во својата 520 едиција е нешто пошумна, што е и разбирливо. Но агрегатот дава еден убав резонантен звук кој не продира силно во кабината, но возачот го чувствува. Кога се вози умерено, тоа е извонредно мирен, дава добра перформанса и добри меѓузабрзувања. За тоа е одговорен и 8-степениот автоматски менувач, чија линеарна работа не дозволува да има многу возбудувања. Но оној што сака возбудувања, тогаш може да се поигра со лопатките кои се зад управувачот. И тогаш BMW 520D се претвора во нешто сосема поинако. Се претвора во лимузина која е расположена и спортски да се однесува. Тоа до израз особено доаѓа на кривулести патишта. Во својата понуда петката има и погон на сите тркала наречен X-Drive, но ова е класична BMW лимузина. Тоа значи дека има пренос само на задните тркала. Тоа не може да се осети многу на кривулест пат, бидејќи избалансираноста на каросеријата е извонредна.
односот на тежината е скоро идеален, па кога сте на кривулест пат немате многу предизвици што се однесува до работата со воланот. Возачот може и да претера со брзината, а каросеријата, благодарение исто така на одличната амортизација, останува достојна на својата ориентација, а тоа е удобност и стабилност. Пред малку ја спомнав удобноста, а телото е сместено во извонредни седишта кои подсетуваат на удобни фотели, а кога се вози динамично, овие седишта покажуваат дека го држат стабилно телото и ви даваат чувство како да се возите во спортски автомобил. Многу е тешко да се испровоцира подпирањето на BMW серија 5. Дури и ако сакате тоа да го направите, нема да ви тргне од рака, иако имаме само погон на задните тркала. Возењето со BMW серија 5 со својот дизел мотор ме воодушеви. Не поради неговите експлозивности, туку и поради неговата економичност. Кога ја возев нешто подинамично во моите 600 километри колку што се дружев со BMW серија 5, забележав просечна потрошувачка од 7,2 литри, но тоа е само моменталната потрошувачка кога го вадев максимумот од автомобилот. Во секој изминат километар јас уживав во возењето на 520 со дизел мотор. Незините 193 конски сили се покажаа и како економични во градски услови на возење, каде што потрошувачката не се искачува повеќе од 6,8 литри. Благиот хибрид го надополнува работењето на моторот на внатрешно согорување, па така е добиено едно смирено возење, одлични перформанси, но и висока економичност. 93.000 евра чини оваа изведба, која е исполнета со дополнителна опрема, а уживањето во возењето на серија 5 треба да се доживее. Јас сум можеби и малку пристрасен кога се станува збор за серијата 5, бидејќи таа според мене и моите вкусови е идеална лимузина, па макар и со дизел мотор. Се разбира дека имате широка палета на бензинци и за оние што сакаат и електрика, но BMW серија 5 покажува дека е извонредно сериозен и зрел автомобил и нуди многу за вложеното. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме следната сабота. До гледање.